Добра вечер за ВМРО, ДПМН и коалиционните партнери. Най-напред би сакал да го поздравам сегашниот градоначелник на општина Бутел и иден градоначелник на општина Бутел, кој што ги сруши рекордите и ќе биде за прв пат, по трети пат избран еден исти човек за градоначелник на општина Бутел. И не само тој рекорд, ќе го сруши рекордор на начинот на избор. По трети пат ќе биде избран уште во првиот круг на 24 март. Исто така, сакам да го поздравам носителот на листата на советници на општина Бутел, господинот Боби Бојчевски. Да го поздравиме и пратеникот од општина Бутел, господинот Диме Маџовски. Секако голем поздрав и до постојниот преседател на Советот на општина Бутел, господинот Коце Тапчановски. Поздрав до носителот на советничката листа на градот Скопје, господинот Владо Поповски, кој што исто така живее во Бутел. Се тоа бутелчани. И секако, најголем поздрав до унијата на млади сили на ВМРО ДПМН на општина Бутел. Поздрав до унијата на жени на општина Бутел. Поздрав до општинскиот комитет на општина Бутел. И секако би сакал да ви го пренесам поздравот од преседателот на ВМРО ДПМН и преседателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски. На крајот, исто така, да го искажам својата задоволство што на нашата победа на 24 март тука со нас заедно ќе биде и Јохан Трчуловски. Почитувани присутни, почитувани гости, симпатизери и поддржувачи на политиките на ВМРО ДПМН. Има една изрека која вели: може многу да говорите, а ништо да не направите. Тогаш зборовите се празна магла. А може малку да говорите, многу да направите. Во тој случај делата говорат за вас. Не мора вие да говорите. И токму се тоа политиките на ВМРО ДПМН, со резултати, со проекти, со дела да говори пред граѓаните и пред оние што не избираат на функциите. Дали се тоа градоначалници или пратеници. Ќе продолжиме со таа пракса и во наредниот период. Тоа ви го ветуваме како ВМРО ДПМН и коалициони партнери. Исто така би сакал да искажам големо жалење. Денеска гледам, конечно опозицијата не учествува на овие избори. Тоа не е добро за Република Македонија. Сепак, ова се локални избори. Ова не се парламентарни избори. Никаде во светот локалните избори не се врзуваат со парламентарните. Локалните избори имаат своја филозофија. Градоначалниците, советниците се поблиску до народот. Ги решаваат нивните секојдневни проблеми. Не правиме ние голема политика. Дури има држави, има земји, каде што градоначалниците се тотално независни. Во Западна Америка има можност да бидам во Темпи и градоначалникот тогашниот ми вели: јас, кога идам на кампања, позади мене не смее да застане ниту мојот председател на партијата, ниту некој функционер. Ако застане во тој случај, граѓаните нема да ме гласаат. Значи, оние отишле многу далеку. Ние се враќаме назад. Ги партизираме
не парламентарните, туку локалните избори. И тоа не е добро за Република Македонија. И затоа ги повикаме да дојдат, да излезат на овие локални избори, да ги представат своите кандидати, своите програми, па народот нека одлучи на кого ќе му ја даде довербата на 24 март. Почитувани присутни, како роден скопјанец, Скопје го познавам многу добро. Ги познавам сите негови проблеми. Исто така, од 2009 година, уште повеќе. Ви благодарам на изборот во 2009 година. Тоа беше голема чест за мене. Секако голема благодарност и за Петра Латиновски, за градоначелник на општина Бутел во 2009 година. Уште од првиот ден, од после нашиот избор, го чекав и мислев на овој ден, кој ќе застанам пред вас и кој ќе треба да го дадам отчетот за сработеното, за тоа што ви го вети во 2009 година, кога станав кандидат и градоначелник, после тоа со конкретна програма, со конкретни проекти, 4 години макотрпна работа, заедно со мојот тим, заедно со советниците, проект по проект, мозаикот го направивме на успешен град Скопје, реализиравме повеќето од 500 проекти кои што значат подобро и поубаво Скопје. И секако, тоа немаше да биде направено, доколку ја нема поддршката од Советот на град Скопје, од советниците во Советот на градот Скопје. Би сакал да ги поздравам тука. Тука е Владо Поповски, тука е Бичиклиски, тука е Маријан Додовски и уште многу други, кои што непрекинато во овие 4 години ми даваат доверба со нивните одлуки да ја реализирам програмата која што ја вети во 2009 година. И не само со нив, секако тука си и општините. Голема благодарност до Петра Латиновски, до Советот на општина Бутел, кој што исто така ми даде голема поддршка за реализација на проектите кои што беа реализирани во општина Бутел. Голема благодарност и до владата на Република Македонија, до премиерот Груевски, до министерствата, до агенциите, кои што ни помогнаа во реализација на тие проекти. Значи, нашето мото беше заедно можеме повеќе. Тоа мото се покажа како вистински избор и вистинско мото на ВМРО ДПМН во 2009 година. И затоа се денеска сме сведоци на едно ново Скопје, на едно Скопје во кое што има многу проширени булевари, на Скопје кој што има многу повеќе зеленило, на Скопје кој што има поголема хигиена, на Скопје кој што има многу објекти изградени во функција на власта, во функција на администрацијата. Сето тоа го направивме заедно. И не финансиравме само во општина Бутел како град Скопје, туку во сите 10 општини во град Скопје. Не беше запоставена ниту една општина. Впрочем, затоа сме избрани да не правиме селекција на едни према други. Дали од ВМРО ДПМН градоначалникот, дали од која етничка заедница припаѓа. Нас ни беше важно да во секој дел на градот Скопје, значи рамномерно правиме развој. За граѓаните на градот Скопје почувствуваат дека се вистински граѓани на градот Скопје. Јас ќе кажам само неколку проекти кои што ги направивме заедно со градоначалникот Петра Латиновски, заедно со вашиот совет и секако заедно со граѓаните на општина Бутел. Ние како град Скопје бевме минимум 8 пати во општина Бутел со сите јавни предпријатија, со сите раководители на сектори во градот Скопје. Доаѓавме 8 пати во општина Бутел. Тука беше градоначалникот, тука беа дел од советниците, председателот на советот и најважно, тука беа местните заедници кои што беа вашиот глас. Тоа беа вашите кои што ги искажуваа вашите потреби. И врз основа на тие контакти, на тие средби, ние дававме отчет на тие средби за сработеното во претходната година, а истовремено го правевме и буџетот за следна година. Значи, отчет за претходната, се извинувам, и планови за следната година. Ако некаде сме сгрешиле, се коригиравме врз основа на вашите барања. И плод на таа непосредна, значи соработка е и волку голем број на проекти кои што се навистина неопходно потребни и приоритетни за општина Бутел.
Јас ќе се обидам да набројам само дел од нив. Ја реконструиравме улицата Радишанска, прва и втора фаза, така да веќе таа е побезбедна, побрза и подобра за возење. Исто така, изградиме кружен тек на Боца Иванова со Бутелска. Да не речат дека кружен тек се гради само во општина Центар или само во Ѓорче Петров. Кружниот тек, мислам дека еден од најдобрите е токму во општина Бутел, заради тоа што и културно е уреден со зеленило, со тротоари и има за прв пат во кружен тек ставено и од зеленило направена одредена фигура. Тоа е направено во општина Бутел за граѓаните на општина Бутел. Тоа беше црна точка која што ја решивме и веќе таму е безбедно да се вози. Исто така во изградба и вториот кружен тек. Кружниот тек на Лазо Трпковски и втора македонска војска. Тоа е на границата меѓу општина Бутел и општина Чаир. И се надевам дека оваа година во летото ќе го пуштиме и тој кружен тек. Целосно ја реконструиравме улицата Ферит Бајрам, кој што доаѓа од општина Газибаба, од автокоманда, па се до Кристијан Тодоровски Карпош. Исто така ја направивме улицата во економската зона во Визбегово, а заедно со општина Бутел, 50 со 50%, ја направивме улицата во Визбегово, која што иде покрај пругата. Изградивме резервоар со доводна и одоводен цевковод заедно со општина Бутел, 50-50%, што значеше почеток на решавање на проблемот со водоснабдување во Кучевачка бара и Белкамен. Тоа го направиме за овие жители кои што гласаат за Бутел, гласаат за градот Скопје, иако се жители на општина Чучер Сандево. Изградивме атмосферски канализација на Кристијан Тодоровски Карпош и со тоа трајно го решивме проблемот на поплавување од атмосферски води во општина Бутел. Помогнавме во канализациони атмосферски мрежи во село Љубанци и во село Љуботен. А во село Љубанци исто така ќе помогнеме и помагаме за водоснабдување на ова значено село во општина Бутел. И што е многу значено, што сакам да го потенцирам, граѓаните во 2009 година ни дадоа две главни задачи: да го подобриме сообраќајот во градот Скопје и да речеме комуналната хигиена. За сообраќајот доволно говорат изградените булевари и кружни токови. За решавање на комуналната хигиена. Комуналната хигиена, комуналниот смет во 2009 година се собираше само со 6 стари камиони на 600.000 жители. На 100.000 жители еден камион. Сега веќе комунална хигиена има набавено 60 нови камиони, кои што непречено, ефикасно и навреме го собираат сметот. Значено и тоа што набавивме 60.000 канти, кои што заедно со општините ги поделивме на индивидуалните домаќинства. Голем проблем беше во општина Бутел решавањето на хигиената во руралниот дел. Се сеќавам, градоначалникот Петре Латиновски секојдневно беше кај мене. Градоначалник да го решиме собирањето на сметот во Љубанци, во Радишани, во Визбегово, значи во Кучевичка бара, секаде онаму кој што е надлежност на општина Бутел. И тоа ние го решиме во рок од неколку години. Веќе градот Скопје и општина Бутел се чист град и чиста општина. Исто така би сакал да потенцирам дека го донесоме законот за легализација на нелегални градби. Многу значаен и суштински закон, кој што на многу граѓани во градот Скопје, во општина Бутел, им го решава суштинското прашање. Тоа го ветиме во 2009 година, тоа го направивме заедно со владата на Република Македонија, заедно со градот Скопје, заедно со општините. Веќе се поделени голем број на решенија за легализација. Тоа, почитувани граѓани, е многу значено. И уште нешто, значи веќе законот е во парламентот, во кој што оние кои што имаат направено нелегален објект на туѓо земјиште, а кој што претходно го купиле преку адвокати слично, со господинот Владо Поповски од 2009 наму размислуваме како да го решат со оглед тоа што поранешните сопственици им бараат дупло пари или не сакаат да идат на суд. Се донесува закон со кој што
ќе им се овозможи да го легализираат врз основа на изјава дека 20 години го поседувате. И последниот проблем за легализација се реши, така да сега ќе бидете своји на своето. Почитувани присутни, денеска сме поново овде пред вас. И јас и господинот Петре Латиновски, уште еднаш да ја побараме вашата доверба. Вашата доверба за овие локални избори кои ќе се одржат на 24 март. Јас настапувам со конкретна програма. Во оваа програма ги имате сите проекти кои што се неопходно потребни и кои што сметаме дека можеме да ги направиме во идниот 4-годишен мандат. Оваа програма е правена заедно со вас, со граѓаните на општина Бутел, заедно со Петре Латиновски, заедно со стручни лица од градот Скопје, заедно со владата и ресорните министерства. Значи, оваа програма е многу издржана и реална програма. Оваа програма ќе го подобри животот во градот Скопје за следните 4 години. Затоа, почитувани присутни, ве повикувам на 24 март да излезете и да гласате за конкретни програми, да гласате за конкретни проекти. Во оваа програма ќе напомнам само неколку проекти кои што сметам дека се значени за општина Бутел, а тоа е изработка на проектна документација и почеток на изградба на булеварот Христијан Тодоровски Карпош од пругата па до заобиколницата. Тоа ќе биде новата сообраќајна артерија на општина Бутел. Ќе го реши секојдневниот проблем на гужвата кој што се прави на улицата Бутелска, а воедно ќе значи и развој за општина Бутел, бидејќи е непосредно близко до централното градско подрачје. Исто така ќе реконструираме и прошириме улицата Босна и Херцеговина, која што е пред старата, која што е предходното седиште на општина Бутел. Ќе реконструираме исто така улицата Кемал Сейфула во делот на општина Бутел. И со тоа ќе ги решиме најглавните сообраќајни проблеми на општина Бутел. Се тоа ќе го направиме заедно со општина Бутел, заедно со господинот Петре Латиновски, бидејќи тој учествуваше во дефинирање на овие проекти, кои што се приоритет за решавање на општина Бутел. Затоа, почитувани присутни, ве повикувам да гласате за господинот Петре Латиновски, да гласате по трет пат и по трет пат да повторам да го изберете уште во првиот круг, заради тоа што Петре Латиновски тоа го заслужува. Го заслужува бидејќи во изминативе 2 мандати направи голем број на проекти, го смени ликот и животот во општина Бутел. Општина Бутел стана пристојно место за живење. Голем број на граѓани од Чаир и од другите делови веќе посакуваат и доаѓаат да живеат во општина Бутел. Тоа е сончевата страна, тоа е убавата страна на градот Скопје. А со правењето на булевари, мислам дека веќе ќе нема проблем и ќе има многу повеќе граѓани кои ќе сакаат да дојдат и да живеат во општина Бутел. Петре исто така е човек кој што е многу упорен. Упорен во реализација на тоа што ќе го вети, на тоа што ќе ви го вети на вас, на тоа што ќе го вети на граѓаните на општина Бутел. Тој е работлив човек, докажан во својата професија, и како професор, и како градоначалник. Затоа граѓаните на општина Бутел не треба да ризикуваат. Треба да го избрат старо новиот градоначалник на општина Бутел, господинот Петре Латиновски. Исто така, значајно е да на Петре Латиновски му помогнеме и му дадеме можност да реализира својата програма. А тоа ќе го направите ако гласате покрај за Петре Латиновски, гласате и за советничката листа на општина Бутел и му дадете можност да не биде уценуван, да му дадете можност да не биде оспоруван, да може многу лесно и многу брзо да ги реши вашите проблеми. Исто така, ве повикувам да гласате и за советничката листа на градот Скопје, чиј носител е господинот Владо Поповски, докажан
човек во својата професија и во политиката во Република Македонија. Со тоа ќе ми помогнете да програмата која ви ја покажав пред вас и која веќе имате добиена во добар број, да таа програма ја реализираме, да немаме многу пазарења, туку напротив, да имаме помош, да имаме идеи, да имаме сугестии за реализација на таа програма. Во тој случај ќе нема проблеми да го реализираме она што беше, што ви го ветуваме сега во своите програми јас и Петре Латиновски. Уште еднаш исто така би сакал, јас заборавив, се извинувам, да ја поздравиме и господјата Билјана Беличанец, кој што е кандидат за градоначалник на општина Кисела Вода и кој што дојде да му даде поддршка на господинот Петре Латиновски. Значи, заедно можеме повеќе. За уште една победа во градот Скопје, за уште една победа во општина Бутел. Да живее ВМРО ДПМН, да живее општина Бутел, да живее градот Скопје, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави.